Со мене човек кој што има вештина да изведува трикови и да го задржи неверојатно вашето внимание, но во исто време, кога станува збор за најмалите, да ги воодушеви со неговите трикови. Таа моќ ја има, го реквием. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи. Магионичар. Што е тоа магионичар? Магионичар? Магионичар е човек што успева да ја искриви реалноста пред очите на публиката. Ке искривиме реалност? Можеме да искривиме секогаш. Ајде да видиме како тоа изгледа. Вака, знаеш колку, јас сум со шпил карти, дојден луѓето многу сакаат да гледаат ефекти со карти. Сега мене ми е прашањето дали знаеш колку карти има во еден шпил? Во овој шпил или општо? Општо. Аха, 52? 52, така, без жокери, не ги рачунаме жокерите. Добро. 52 карти, тоа значи дека ако ги поделиме картите на две купчиња, ќе добиеме две групи по 26, така? Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Мислам дека целото студио е возбудено. Што се случува и како се случува? 26, а овие ќе ги свртиме обратно. Сега малце ќе ги промешаме вака картиве, ќе направиме еден мал хаос овде на масава. Ја сум концентрирана да успеам да ја погодам магијава, да ја трикот да го да го погодам. Слушај, ако погодиш, ќе те снема. Вака, кажи ми, Јована, дали знаеш што е дали се запознаена со терминот теорија на хаосот? Не, што значи тоа? Теорија... Знам дома што значи теорија на хаосот. Децата кој ќе го направат, ама вака не... Теорија на хаосот, да кажеме, нема да навлагаме многу во филозофијата на Фридрих Ниче, ќе олесниме, објаснувањето ќе го олесниме. Кажува дека сите работи што изгледат тотално неповрзани околу нас, тотално без никаков редослед, хаотични, всушност може би водат кон еден конечен ред, ме разбираш? Тоа најлесно се објаснува со butterfly ефект, со ефектот на пеперутката. Пеперутка ќе замамне со крилата некаде во шумите на Амазонија, а на сосема другиот крај од планетата Земја ќе се случи ерупција на вулкан. И сите мислат дека тоа е тотално неповрзано, но всушност, може би токму затоа што пеперутката замавнала со тие крилја, се случила една верижна реакција, која што на крај довела до ерупцијата на тој вулкан. Ме сваќаш ли? Тоа не учи теоријата на хаосот. Јас ќе пробам да ти ја демонстрирам таа теорија на хаос преку карти, бидејќи ако почнам да ја демонстрирам преку нешто друго, ќе има ерупција, така ли? Вака, значи свртевме пола шпил. Добро. И сега имаме карти што гледаат нагоре, имаме карти што гледаат надолу, ако може камерата. Вака. И сакам да ми именуваш било која карта што можеш да ја видиш, нели, што е свртена нагоре. Добро, имаме осмица срце, добро. Имаме седмица паклава. Да, одбери една. Ајде осмица срце. Осмица срце. Да. Вака, јас ќе ја свртам обратно и ќе ја фрлам. И пак ќе ги измешаме картиве. Вака пред очите. Нема лага. Нема лага, нема превара. Така? И ќе пробам да ги соберам со што е можно помалку инволвирање на моите прсти. Добро. Да не кажеш ти правиш нешто ова-она. Готово, заборев каде отиде. Не е битно каде отиде, битно е дека ја памтиш картата. Апсолутно. Која беше? Се шалам, осмица срце, така? Така е. Нели? Ајде, пробај. Ајде да видиме сега. Вака сега. И уште еднаш вака ќе демонстрирам дека, картите се промешани, добро, расфрлени нагоре-надоле. Сега кажи ми ти мене, дали си ти левак или деснак? Деснак. Деснак, добро, само секунда. Така, дај ми ја раката, испружи ја, земи ги картите, поклопи ги со другата рака. Така. Осмица срце. И памти осмица срце. Ја памтам, како не? Теоријата на хаосот ти реков што не учи. Целиот овој хаос може би токму треба да доведе до еден ред. Така да дај ми ги картите сега. Држи ги поклопени. Ој. Држи ги поклопени. Ајде. Така. И сега ќе ги земеме картите. Ја памтиш ли твојата карта? Ја памтам. Да. Интересно е што јас успевам секогаш да ги направам илузиите кога ги работам без да ми се вмеша некој. Тогаш ми успеваат 100%. Така да ја мислам дека оваа теорија на хаос успеав да ја докажам дека се води кон еден ред со една мала разлика. Камера. Како што гледаш, успеав да ги направам
сите карти, И сега дали ќе може колегата да ја зумира дека етеа картата? освен една карта, Осмица срце. а тоа е осмица срце. Бухахахахаха. Ги воодушевивме и колегите во режија, ги слушнавме сите. Фала. Затоа децата многу го сакаат и дали ова е нешто што може да се научи Гого со оглед на тоа дека имаш навистина богато портфолио работно, но исто така и образование на оваа тема. Знаеш како? Може да кажеме прво каде имаш завршено Значи вака, за магионичар да речеме образование. Школа официјално за магионичар не постои. Со тоа што со текот на годините како се развиваш како магионичар, учествуваш на одредени да кажеме конвенции, конгреси, некаде и се надпреваруваш и со самото тоа што ствараш. Имам едно 10 ефекти кои што се мои изуми, кои што се продаваат низ цел свет. Значи магионичарите го знаат тоа, знаат да ме пронајдат, да купат нешто што е од мене измислено. Да. Со самото тоа се издигаш во еден момент кога ти се отвараат врати за некои други места, каде што си веќе признаен како магионичар. Значи нема официјално школа. Има место каде што едноставно ќе те повикаат затоа што мислат дека стварно заслужуваш да бидеш таму. Благодаря, бе го воодушевивме и колегата. Така ли? Ако. И што е сега? Како изреагира? И што е сега? Криво ти дојде дека ти не учествуваше во трикот. Ке мора и уште еден трик за Ване, туку дај да дослушаме, ова е многу интересно. Има всушност добиено стипендија Гого на Академијата во Лас Вегас. Така, значи 2013 кога станав шампион на Балканот во ментализам, тоа е една категорија во магионичарството, ми се обрати Джеф Макбрајд. Джеф Макбрајд може би како име ви звучи тотално непознато, но ако се вратиме години уназад, тоа е еден многу интересен магионичар кој што се прослави, светска слава стекна со манипулации со маски. Игра на сцена и цело време му се менјат, никој не знае како, разни маски му се појавуваат на лицето. Тоа е нешто неверојатно како. И он е собственик на најголемата, една од 3-4 академии во свет, што се занимаваат со оваа уметност, Академија на мистеријата и магијата во Лас Вегас. И едноставно ми се обрати на тој надпревар, каде што он беше председател на жирито и дојде и кажа, прв пат гледам некој од овие простори да има нешто што е пристап сосема различен кон самиот перформанс. Која е твојата категорија? Затоа што веќе ја имам неколку категории во магионичарството. Да, има доста категории. Ване дојден тука за Ване? Да. Не му направиме на Ване. За трикот. Значи неколку категории има во магионичарството. Со тоа што јас ја работам storytelling, тоа ми е најомилена, како сега што ти покажав, значи работам ефект. Добро. Кој што инволвира и некоја приказна. Значи сакам да раскажам приказна и да ја поврзам со мојот ефект. И секогаш моите приказни се базираат врз факти. Значи не измислувам, него нешто што е стварно потврдено со факти, тоа и го кажувам. Не можам да потврдам дека теорија на хаосот е докажана, нели, но постојат многу записи за таа теорија на хаос, кои укажува дека можеби стварно ако денес тебе ти се истурило млекото дома, а мене ми се испразнил iPad-от, тотално неповрзани работи, а можеби затоа сме и тука што тие работи се случиле. Вистина. Ме разбираш? Јас само дојдов да дополнам, слушајќи го разговорот, ми се види интересен, ако Дедо Мраз... А сега ти се види? Ми се види интересен, да, требаше од почеток да дојдам. Ако Дедо Мраз важи за личност, да го почнеме од почеток разговорот? Може. Мотај. Јас не станувам. Само да знаеш. Ако мојабетот ми беше, ако Дедо Мраз важи за, нели, најмаркантна фигура за децата со која што сме растеле, најмистична, мислам дека на второ место вашата работа е исто така преца за децата најмистична и така најблиску до бајките и до басните. Јас сега кога се враќам години наназад, сум уживал како мал да ги гледам трековите на вас, затоа што веднаш потоа ми се сврзуваат во глава разни приказни, разни бајки, дека се е возможно, дека штом се прави ова, значи дека бајките постојат. Сте размислували за тоа? Дека навистина за дечињата сте посебна радост? Јас знам дека сум и верувам во тоа. И Јована многу добро знае колку работам со деца. Јас може би се викам Ѓорги Гавровски и Гого Реквием ми е прекарот, Реквием името на бендот, но всушност моето име е Петар Пан.
Значи, ако не си Петар Пан во срцето, нема никогаш да можеш да работиш со децата. Децата не може да ги лажеме ние. Значи, децата те осеќаат дали си ти природен или едноставно глумиш и си дошол само за, не знам, дали да си ја земеш платата или да ти помине денот и стажот да го направиш. Мислам, децата те осеќаат. Деца не можеш да ги прелажеш. Кога ќе видат они дека јас сум Петар Пан, онда и они стануваат дел од тие Lost, таа дружина. Да, Lost Kids. ние што Правете ми возрастните- трик, че јас ќе се заминам, ние сакам да се возрастните израдувам. вечно ќе ни остане во срцето Питер Пан. Така е. Нема на кој не сака да Така се е. врати да биде за момент дете. Така да затоа децата тоа и го сакаат кога гледат Магионичар, затоа што некако го сеќаат дека тоа што го гледаат е поврзано со нешто невино, нешто тотално неиспрљано. Па порано и Разбирате? Иако е телевизиите- илузија во прашање. Порано и телевизиите пуштаа баш такви трикови, имаше За посебни жал, термини. пуштаат, да, а, више не И пуштаат. тоа не само националните и локалните телевизии по градовите има посебно, и Денеска тоа на сме- дневна основа, барем Денеска најмалку сме за жал 10-15 преплавени со минути. тоа што го гледаме, нели, со секаде имам карти, нон стоп. Да, јас ја да забележам едните се ама ти едните за мене беа, овие се за секаде сум со карти. Може ли, например, сега една карта, например, не знам, двојка срце, да ми ја замени за карта до Малдиви, пример? И да тргнем на Очеш пат. сине, ал не данас. Ако ти успе, и јас имам едно барање, Значи, може да вака Италија. успеме. Вака, ја морам, секогаш кажувам, кога ми кажуваат, абе, правиш ти така илузии, ги мачкаш очите, ова, она, ти нас. Морам да кажам уште еднаш, нашата цел како магионичари не е за некого да направиме понизко од нас, или да, тоест да го подцениме, да не кажам да го направиме да е глуп. Секогаш кога ќе видите магионичар, сметете на тоа дека он е тука само за да излече осмех од вашето лице, за да ве направи можеби порасположени, да ве натера да заборавите малце на тие проблеми што ги имате секојдневни, што ги носите со себе. Никогаш нашата цел не е некого да подцениме. Што за жал кај нас има се уште луѓе што едноставно кога ќе видат магионичар, абе ај сега ти мене тука ќе ми покажуваш, Се ќе ме правиш нервираат, будала, се нервираат затоа што не знаат не, трикови. напротив, мојата цел не е тоа, мојата цел е да те забавljam. И магија не постои. За све има решење, за све има логика, нели? Или може би само тоа ми е работа да ви го кажам. Сега Вака што се, треба? еве, Ване, ќе си одбереш една карта. Чекај, не ти дозволим добро. се уште. Значи, ќе си одбереш карта, која сакаш. Немој да мислиш дека ја нешто тебе те убедувам тука, те форсирам да ја земеш, например, оваја. Комплетно твој избор треба да е картата. Аха. А Која зошто ја сакаш? такнуваш? Бидејќи Која сакаш ти земи си ја? Можеш и оваја да земеш, ако сакаш. Ајде. Се шалам, земи која сакаш. Ево ова нека види. Земја, покажи ја на камерата. Ајде, Значи, мојата цел како магионичар, ја ја гледам, не е битно што ја гледам, воопшто нема врска. Ти ме праша дали можеш да ми ја замениш картата, ова е Кец Детелина, така. да. Ти ме праша дали можам картата да ја заменам за карта до Малдиви, така. Да. Ја тоа не можам да го направам, ама можам да ја заменам за некоја друга карта, еве. Па добро срце, од Детелинка на срце, па тоа е добро, убава карта. Па кога ја сменивме? Не знам кога, меѓутоа ми се допаѓа повеќе. Значи, ја не знам, значи, Лесно, и како велат потоа луѓето што се Ама не знам- лесно беше не, ова, да, сега ја јас смени. можам ова. Еве, ова е мојата карта и ова си ја сакам. така ли? И сега, еве, камера, ако може да се доближи малку. И која илузија беше ова? Не, Ама што ни направи Гого? Значи, вака. Ај, вака ќе станам јас, па да бидам. Може ли да фати камера вака поблиску? Еве ги И колегите се- ни е, се тоа е подготвени тоа. сите. Ја гледате? Па. Значи, гледаме сите дека имам Кец Детелина. Да. Ќе пробам вака многу. И сега малце ако поминеме со раката, сите што гледат моментално ќе мислат дека кецот рипнал на врв. А нема врска, тоа е илузијата. Еве уште еднаш. Малце со рацете. И повторно сите ќе мислат дека кецот Колку рипнал хеца има? на врв. Напи се вода. Ти донесов вода. Еве уште една жвака, значи сакам стварно колку што е можно ова побавно да го направам, така? Се трудам, нели? И повторно ако направиме вака, ќе мислите дека и ова е кецот, така? А всушност не е ова кец, ова е джандар баклава.
Да, сите мислите дека гледате. Твојот кец беше во средина, така да камера ќе може ли малце? Значи сега наместо да правам вака, сега ќе ја затресам картата. Само вака ќе ја затресам и ќе спадне илузијата и ќе го видите вистинското лице на оваа карта. Без маски. Ете го Джандарт. Джандар Баклава, реков. И доколку сакате ова да го имате, се разбира, и во живо, да видите како изгледа, дека да ни верувате дека вистина се случува. Јас и Јована гледаме во може волшебна Бога лампа, да ако сакаш, ние имаме чекај, такви јас сега трикови. тука други ќе си побарам. Ете, има тука Јована да иста, има карти, гледаш. ќе стане. И ти стани таму, види некоја карта да не Нема. има ли. Види горе над плафонот. Како ти да другите карти? Гого, од срце ти благодарам. Фала ви вас на поканата. Поздрав до сите Ќе те гледачи. задржим уште малку сигурно, нели, и покрај тоа Нема што проблем, баш. според синопсисот си имаме ние следно прилог, уживавме во твоето Фала многу, фала ви вас. присуство, ограничено ни беше гостувањето, но можност да се видиме повторно, така? Секое време. Фала уште еднаш на поканата. Ти благодариме од срце.